Во денешното издание на вестите разговарам со Тони Божиков, кој што е заложен за безбедност во сообраќајот. Божиков, кажете ми, еве денеска почнувате и проект токму одовде од училиштето Сандо Масев, каде што имавме иницијатива на дел од родители кои што беа загрижени за безбедноста на нивните деца при поминување од едната на другата страна од улицата. Сепак станува збор за промет на улица. Кажете ми, што се состои проектот и како понатаму ќе тече? Значи, во теке проектот безбедно од домот до училиштето, кој се изведува од почетокот на учебната година, односно 1 септември, трае во текот на месец септември и во текот на месец октомври. Значи, со тој проект има низа мерки и активности кои ги превзема СВР Струмица, се со цел да ги заштитиме децата во сообраќајот. Значи, тука спаѓа едукативна настава на учениците од прво оделение, како тие безбедно да стигнат од домот до училиштето, движење по тротоар, поминување преку улица, поминување на пешачки премин, поминување на пешачки премин, односно улица со светлосно сообраќајни знаци. Значи, тие се првите чекори, прво укажување на најмладата категорија учесници во сообраќајот, како безбедно да стигнат од домот до училиштето. Тука спаѓаат и други мерки кои се превземаат. Се поставуваат полициски службеници во близина на училишта, во близина на пешачките премини, кои овозможуваат протечен сообраќај, уреден сообраќај, поминување на учениците по пешачките премини за безбедно да стигнат до училиштето. Така, денеска сме овдека пред училиштето Сандо Масев, но се надевам дека ваши представници, полициски службеници ќе имаме и во другите основни училишта низ градот. Да, значи во сите основни училишта, односно на места каде што поминуваат, учениците се предвидни полициски службеници, се со цел да се помогне безбедно да се учествуваат во сообраќај на најмладата категорија на учесници, односно учениците од прво оделение. Пред почетокот, значи на учебната година, со тој проект безбедно од училиштето до домот, односно да ги заштитиме децата во сообраќајот, беа планирани мерки и активности. Сите возила кои вршат јавен превоз на ученици, бесплатен јавен превоз, беа однесени на технички преглед, вонреден технички преглед, бесплатен технички преглед, за да се види состојбата на техничката исправност на возилото. Беше констатирани некои недостатоци, меѓутоа тие до почетокот на учебната година беа надминати, така да и во тој дел мислам со таа превентивна активност се овозможи побезбеден сообраќај и на учениците кои патуваат од домот па се до училиштето. Така, спомнавте септември и октомври, но мислите ли дека треба поголема безбедност околу училиштата, не само што се однесува до безбедност, сообраќајната безбедност, генерално за целата безбедност? Сега во теке споредувањата на тој проект. Тој проект исклучиво се однесува за ученици, исклучиво се однесува за училиштата, меѓутоа нормално дека во текот на септември и октомври во врска со тој проект се презимат и други, значи мерки и активности, односно се врши едукација на учениците од прво оделение во сите основни училишта и во Струмица веќе е завршено. Сега почнуваме со населените места, така да во месец септември и октомври тоа ќе биде завршено за поголема безбедност на учесниците во сообраќајот. Им беа делени летоци со цел запознавање веќе за почетокот на учебната година, за нивното однесување во сообраќајот, како би ги заштитили децата во сообраќајот, стапање во контакт со угостителски објекти во близина училиште, во однос на тоа да укажуваат на возачите, односно нивните клиенти кои се паркираат во угостителски објекти, да внимаваат на паркирањето околу тротоари, на тротоари, како би се овозможил безбеден сообраќај на учениците, исто така и по домовите, по граѓаните, укажувано на тоа поле, така да мислам дека проектот да ги заштитиме деца во сообраќајот, односно безбедно од домот до училиштето, трае. Се постигнат одредени превентивни мерки, така да тоа пак ќе повторно се е во функција на учениците.